Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Додека Оливер Спасовски на неколку дена пред заминувањето од Министерството за внатрешни работи со цела делегација натовари на сметка на граѓаните, прави прошетки и екскурзии низ Соединетите Американски држави, Македонија е на патот на најголемата криза поврзана со личните документи со акцент на пасошите. Имено во крајно нехумани услови, граѓаните со часови чекаат во ред и на студ, а во холовите на Министерството за внатрешни работи стојат илјадници лични документи кои чекаат да бидат поделени, а уште илјадници чекаат да бидат изработени. Значи, потполно идентично, како и минатиот пат, така и овој пат во пресрет на техничката влада и парламентарните избори, кога министерот доаѓа од редовите на опозицијската партија. Граѓаните се соочени со застој во издавање на лични документи, што пак е директна последица од неодговорното работење и лошата организација од страна на Оливер Спасовски. Станува збор за сериозно прекрашување на законот и несовесно работење за кое јавното обвинителство мора веднаш да реагира. Позади километарските редици, каде граѓаните чекаат со часови да се сликаат или да подигнат лична карта, водачка дозвола или пасош, стои само еден виновник, а тоа е министерот за внатрешни работи од редовите на Социјалдемократскиот сојуз Оливер Спасовски. Оливер Спасовски е единствениот виновник за мачењето и нервозите на граѓаните кои стравуваат дека нема да бидат во можност да подигнат плата и пензија или да заминат на медицинска интервенција во странство, студии, конференции и обуки, да ја обувуваат професијата професионален возач, да го обноват престојот во странство и така натаму. Наместо навремено да направи соодветна внатрешна организација и соодветно да ги алоцира ресурсите за изработка на лични документи, Оливер Спасовски направи привидно решение со отварање на нов пункт, оставајќи ги граѓаните во состојба на студ и на минусни температури со часови да чекаат во ред. Но парцијалното решение на Спасовски, наместо да го реши проблемот, создаде хаос со цели купови лични документи кои чекаат изработка во депоата на Министерството за внатрешни работи, а за подигнување во крајно нехумани услови се чека со денови. Паралелно со ова, според информациите со кои во моментот располагаме, во Министерството за внатрешни работи веќе се трошат и последните залихи на образци за пасоши, неопходни за изработка на документите. Почитувани, доколку Оливер Спасовски сакаше да воспостави систем за непречено примење, изработка и издавање на личните документи, тогаш требаше да предвиди дополнителни капацитети и во делот на изработка, односно производство, но и во делот на планирање на ресурсите и издавање на личните документи. Вака граѓаните се доведени во состојба да платат за новиот личен документ скапо, кој поради лошата интерна организација и застојот во изработка и издавање, дури и по повеќе од 30 дена да не може да го подигнат. Со други зборови, Министерството за внатрешни работи и наплаќа на граѓаните за услуга, за која нема технички капацитет и нема услови да ја испорача во законски предвидениот рок. Граѓаните паметат, но само за подсетување. Оливер Спасовски креираше иста ваква криза пред 4 години, која тога се менажираше и решаваше во техничката влада. Тогаш од страна на Министерството за внатрешни работи беше спроведена постапка и сите докази кои индицираа сериозен криминал беа доставени до обвинителството за гонење на организиран криминал. Непостапувањето од страна на основното јавно обвинителство е причина кривичното дело да биде сторено повторно сега и граѓаните на Македонија повторно да се доведени до состојба кога не можат да ги осторат своите лични права и да патуваат надвор од земјата. Напоменувам дека како и минатиот пат, постапувањето на сила на техничката влада ќе бидат спроведени сите внатрешни процедури со соодветно детектирање на виновникот кој на оперативно и политичко ниво дозволи да се случи ваков сериозен пропуст и во конкретниот случај ќе бидат преземени мерки од страна на Оделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди, а собраните докази ќе бидат доставени до јавното обвинителство за постапување. Мора да има одговорност за секој оној кој постапил спротивно на законите. Оливер Спасовски и луѓето околу него мора да одговараат за негрижата за граѓаните и фактот дека тие се измалтретирани на минусни температури
и несоодветни, нехумани услови со часови чекаат да го остварат своето законско право. Ви благодарам. Наспроти одговорноста која што ја барате од Спасовски, најавивте и дека како партија ќе поднесете иницијатива до Уставниот суд за времена мерка со која што всушност ќе се ограничи оној рок од 12 февруари за смена на документите. Докаде сте со иницијативата, ќе ја поднесете ли до Уставен суд? Да, беше најавена иницијатива и тоа е најсоодветно решение за решавање на оваа криза со лични документи. Иницијативата до Уставниот суд сигурно ќе биде поднесена и тоа на почетокот на наредната недела. ВМРО допомена, пошто ќе влезе во техничката влада, ќе биде дел од Министерството за внатрешни работи. Како ќе се соочите со овој проблема, доколку оваа иницијатива не даде резултат, не биде одлучено понезе, сепак проблемот ќе остане практично во ваши раце. Значи, јас како што кажав, во моментот од страна на Оливер Спасовски и луѓето околу него е направен огромен пропуст. Свесно или несвесно тоа треба органите на прогонот да го детектираат. Иста криза со лични документи сведоци сте и вие новинарите дека имаше во јануари 2020 година веднаш на почетокот на техничката влада и тогаш со крајни сили тоа се менаџираше и успеа некако да се реши. Во моментот има сериозен проблем на територија на град Скопје заради тоа што со редици се чека да се сликаат луѓето, меѓутоа уште поголем проблем е тоа што во депоата на Министерството за внатрешни работи нема образци за изготвување, значи едноставно нема техничка можност. Според наши сознанија, новите образци за пасоши треба да пристигнат во средина на месец март. Така да во моментот се трошат последните залики на образци и тоа само за итни постапки или за некои привилегирани лица блиски до Социјалдемократскиот сојуз. И додека на лицата кои што се сликаат, дури и по 30 дена не им се дадени пасошите. Единствен излез од оваа кризна ситуација, тоа е Уставниот суд да утврди неуставност, а тука има многу елементи за тако и едноставно да се овозможи граѓаните во наредниот период да ги користат постојните важечки патни исправи. А паралелно со тоа, од кога ќе се преземе техничкиот министер од ВМРО ќе дојде во Министерството за внатрешни работи, ќе се направи нова реорганизација во делот на издавање на лични документи и ќе се отворат нови пунктови. И исто така ќе се направи ред во издавањето и ред во сликањето за пасошите. Да. Па така, јас или овие двајца коментираат друга средба, некоја на која што бил имагинарна, на која што бил Али Ахмети, или пак и Османи и Груби се едноставно присилени да даваат коментар во насока на позитивна градење на позитивна перцепција на таа средба. Меѓутоа, јас би потенцирал оноа што е најбитно, тоа е дека холандскиот амбасадор, меѓутоа и другите представници на дипломатско-конзуларните представништва во Македонија, во континуитет даваат хируршки, прецизна и објективна слика за однос на владењето на Демократската унија за интеграција и Социјалдемократскиот сојуз и на тој начин како меур од сапуница го разбиваат проевропскиот фронт или имагинарниот проевропски фронт на владеачката коалиција. А тоа дека овие две партии фактички не се залагаат за проевропски вредности и проевропска перспектива на државата, туку дека се работи за класична организирана криминална структура, криминална банда која е метастазирана во сите сфери на општеството.